Соговорничка во Македонија наутра веќе не очекува на Skype, тоа значи дека ја отвараме и темата на разговор. Последниве 2,5 години беа особено турбулентни на глобален план. Светот се соочи со здравствена криза предизвикана од COVID-19 и што туку мислевме дека истата сопре и дека ќе живееме помирно, не дочека воен конфликт кој донесе економска и енергетска криза, особено ризик за граѓаните со помали приходи. Низа пропусти во колективните договори се нотирани во анализата на Сдруженијето Гласен текстилец. Секогаш по правило колективните договори треба да обезбедуваат многу повеќе права од Законот за работни односи, но во актуелните договори е нотирано дека работниците губат веќе стекнати права. На оваа тема ја вклучуваме на Skype Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец. Кристина, добро утро. Добро утро. Првен да ви честитам нова година, новогодишни празници, божични празници и посакувам за сите нас оваа година да биде посреќна. Да сте ми живи и здрави и со многу енергија и елан да работите и во новава година посакувам. Темата на која што сакам да проговориме наредниве неколку минути е во интерес на сите нас работниците. Меѓутоа го ставаме фокусот на работниците од приватниот сектор. Низ годиниве наназад познато е дека приватниот сектор се соочува со низа предизвици, ниски плати и лоши услови за работа. Каква е во моментов состојбата? Па каква е во моментот состојбата? Од 2020 па наваму, како што и сами споменавте во најавата, дека цело време ни се случуваат кризи кои што, од корона па енергетска па воена, цело време некако се крши стапот врз грбот на сиромашните, врз грбот на обичните граѓани, работниците и од приватниот, но и оние од јавниот сектор, кои што се секако знаеме со минимални примања. Меѓутоа, никако не гледам навидом дека ќе има нешто подобрување. Напротив, додека гледаме дека синдикатите со владата шуруваат, со политичките партии шуруваат, не гледам некое посебно подобрување. Значи, може да имаме само вакви маски во вид на некакви социјални мерки за најзагрозените, меѓутоа повторно ги речем, тоа е само една шминка, ништо стабилно, ништо што е навистина од корист за и сиромашните, и работниците, и оние кои што се стварно најранлива категорија на граѓани во земјава. Оние кои што ве знаат изминативе години знаат дека сте една од ретките која што гласно зборува за подобри услови за работа, особено на текстилните работници. Тука правите многу промени, што ме радува, но фокусот на наредниве минути го ставаме на генерално целиот приватен сектор, бидејќи и тој ви е предмет на интерес. Но она што го знаме дека пропустите во колективните договори, за кои што сакам да зборуваме наредниве минути, се детектирани не само во приватниот, туку и во јавниот сектор. Актуелни права се губат. Какви права? Кога го направивте истражувањето? Кој се е опфатан? Една година, всушност, скоро една година ми се траеше проведени огласот наоѓање на експерти слично, кои што ќе одговара на потребите на ово истражување. Значи, повеќе од 7-8 месеца трае тоа истражување, значи се читани сите колективни договори до сега што се вклучени и што се на сила. Тоа подразбира и, колективниот договор на УПС, тој јавен сектор, понатаму за текстилната индустрија, за трговија, еден куп колективни договори кои што сметавме дека некако увидовме изминатиот период дека синдикатите со нивната репрезентативност постојано се повикуваат, дека се репрезентативни, дека ти имаат право да преговараат, дека ти имаат право да носат колективни договори. Па така, видовме некои нерегуларности кои што ние како здружение едноставно, кога ќе се соочиме, например, дека во некоја фирма има синдикат, ние сме оневозможени да помогнеме. Или пак, например, за исплатата на К15, која што е актуелна, особено во декември месец, ние видовме дека некои од градоначалниците исплаќаат на нивните вработени во општините, исплаќаат К15. Меѓутоа, баш во анализата е наведено дека УПС како синдикат за тој сектор, за администрација, правосудни органи, немаат
сериозно, мислам, не пишува дека треба да се плати, него од една страна изгледа дека градоначалниците на добра волја исплатиле К15. Тоа со години ни се случува и во приватниот сектор. Посебно па во фирмите каде синдикатите имаат нивен синдикат внатре во фирмата. Значи, вие имате К15 дека се исплаќа, нели, 40% од просечна исплатена плата, која што годинава беше 12.000 и нешто, тоа е за минатата година. И ние сведочевме изминатите години дека се исплаќа К15 во износ од 100 денара и дека тоа е така, бидејќи во колективниот договор синдикатот сметал дека треба да остави отворена врата за манипулација, каде што работодавачот ќе се повикува на некаква си економски поттешкоти, инвестиции и слично, се со цел да не исплати полната сума за регрес за годишен одмор, односно попознато кај нас како К15. Значи, таму не пишува која е минималната сума што треба да исплати работодавачот, ако фирмата работела во загуба, него пишува може да исплати помала сума. А сега таа помала сума гледаме дека законски што е ставено дека е 100 денара. Или сега имаме нов колективен договор кој што вели дека само оние работници кои членуваат во тој синдикат ги уживаат овие стекнати права. И ние сериозно размислуваме дека оваа година ние ќе треба до сега имаме 2 успешни иницијативи пред Уставен суд за текстилната индустрија и за градежните работници. Сега ќе треба да одиме против синдикатите да ги укинуваме нивните колективни договори кои што ги ускратувале работничките права. Ако видиме од 95-та до сега, ние имаме постојано назадување. И Кристина, слушнав за оваа последна иницијатива пред Уставниот суд, простете што ве прекинувам. Мислите ли дека ќе успеете работниците да добијат права кои што генерално според колективните договори не пишано е, но треба да се малку поголеми од оние основните кои ги нуди Законот за работни односи? Реално да, и сметам дека ако сум дел успешни иницијативи, првата за нормираниот учинок, а втората за овој законот интернет што беше за изградба на коридорите 8 и 10, кај што агитираат градежните работници да работат по просек 6 часа дневно. И јас сметам дека Уставниот суд ќе биде повторно на страна на работниците. Онака што треба да биде дека ќе утврди дека синдикатите џабе земаат тачни наредби, дека синдикатите се тука само да го манипулираат работникот, да шуруваат со политичките партии, особено со властите, било која власт, значи која власт да дојде, тоа е општо добро познато, доаѓа власт, ми се менја председател на Сојуз на синдикатите на Македонија, беше ми јасно каде оди работат. Затоа сметаме дека треба работниците да увидат како тоа синдикатите се борат наводно за нив и да се уништат некои колективни договори кои што дефинитивно им ги одземаат правата на работниците, а не па да им дават поголеми од оние кои што се наведени, тоест од самиот закон за работеност. Дополнително вие гледате сега дека од 2018 па ние сме вклучени во новиот закон за работеност, односно работната група која што беше формирана. И ние бевме во време и на Мило Царовска и на Јагода Шапаска, и тоа за време на оваа нова министерка, која што дојде на чело на Министерство за труд и социјална политика. И видите дека гласен текст, после толку години волонтерска работа, после толку години сериозно борење, таму и со синдикати, и со работодавачи, и со власти, дека ние сме тргнати од таа работна група. Наместо, например, да го стават К15, па гледа дека синдикатите работат така како што работат, наместо да го ставиме исплатата на регли со секогодишен одмор да ги следува сите и да се знае дори минималната сума, веќе видите дека издружение едно, што 5 години сериозно работа по ништо било кој синдикат во држава, само што нема такави ингеренции, се тргнати од таа работна група и се повикуваат на некаква се репрезентативност и носи. Акутен проблем, меѓу другото, последниве години е недостигот на работна сила во приватниот сектор и со тоа генерално секоја гранка мака мачи. Тоа го зборевме ние пред 4-5 години, дека ќе дојдеме на ова, ајде да кажем, дереđe, дека работникот не е ценет во оваа држава и дека Европа едва чека работна сила. Бидејќи некои знаат како се работи економија, за разлика од нашата земја. Има влади кои што сериозно се занимаваат и знаат значењето на приватниот сектор и која движи економијата во една држава. Овде ќе видите дека оваа влада
исто како и претходната влада на премиерот, днешниот премиер Груевски, продолжува да ги истакнува странските инвестиции и ги слушате и државна телевизија дека постојано реагира во однос на оние права и поголности кои што им се даваат на странските инвеститори. Имаме проблем со тонот, Кристина, но се надевам дека нашите гледачи успеа да ве слушнат. Сериозен проблем имаме со тонот. Сосема накусо ќе ве молам и последното прашање. Години наназад живееме актуелна криза и знаеме дека работниците тешко ни преживуваат. Каква треба да биде стратегијата за приватниот сектор, оној кој што сериозно придонесува и во бруто домашниот производ? Во која насока треба да се движи и како државата да го поддржува истиот? Сосема накусо ве молам, бидејќи имаме навистина проблеми со тонот. Ред. Значи, она што е важно е првенствено да се даде поголема, како да кажам, да им се помогне повише на домашните компании, отколку цело време да се гледа за странските инвестиции. Добра. Дополнително, значи, треба да се повика сериозен економски совет, каде што помалите компании, оние 80% кои што не соценуваат економијата, значи збориме за микро, мали и средни предпријатија, ќе дадат соодветни мерки. Друго, оно што може да се направи да се помогне со надминување на оваа енергетска криза и поголеми плати и за работниците, како би тој приватен сектор продолжил да функционира. Бидејќи со ова темпо на изселување, ние ќе немаме апсолутно никаква економија и никакви работници во приватниот сектор. Значи, прво да се гледа малку повише со домашните компании, а понатаму и покачување на плати. Годината е пред нас, ќе видиме како ќе се реализира сето ова на што за што дискутиравме изминативе 15 на минути. Во наш интерес е да ги унапредуваме нашите права, правата на работниците, бидејќи само така, само среќен работник, само работник со многу повеќе права ќе може многу повеќе да придонесе за општеството во кое што живее. Кристина, ќе ви се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутро. Следната средба би сакала да имаме овде во студиото 3 на македонската телевизија. Се надевам со убави вести. Благодарам. Благодарам и вам за поканата и да се надевам дека ќе бидеме во сила, за да се разбереме да немаме проблеми во оваа онлайн комуникација. Благодарам.